Викаат, да, не интересира колку сте имале пред нас, ама не интересираат деталите. Како уште? Сега се фати во тесно. Што кажа? Дури по црвене. Да, дека се фати во тесно. Јас сметам дека многу е природно да е мажот тој кој што е повеќе, кој што заработува, отколку жената, да. Затоа што тука има некој дисбаланс во тие односи машко-женски, некако не знам. Му се зема машкоста на нашиот балканскиот маж. Ако ме однесе на патува. Да, Кој сака да проба на Instagram s.t.tomislav, пишете ми, ќе видиме и ќе ви раскажам дали е тоа така у пракса ова муавето што го кажувам. дали ти одземе на машкоста од после? Ќе снимаме влог, све ќе биде документирано. Што ми е битно мене некој дали е убав. Онако повеќе од мене се гледа на огледало, повеќе од мене се средува, значи мене тоа таков маж пример не ме привлекува, не ми треба. И значи збориш со него, се дружиш со него, се додека не ти стане убав? Душевно. Душевно. Па реално така е, да. Треба на нашите мажи да им кажуваме дека не се убави, дека се добри, дека се вредни и да ги поддржиме во нивните идеи да станат подобри. Тоа е тоа, гледаш како. Првото прашање време. е што треба жената да свати, дека за еден маж хобито е можеби најважно од се, поважно од се. Дека Хобито е поважно од се. Ама Ја ќе станам од емисија, Таму е ми мирот, мајка. таму за него тоа е мир, таму е. Хобито е поважно од се. Така, има човек сака да лови риба и таму е мир. правата да ми налети да каже здраво, јас сум правата, утре нема лов, нема ова, па ти Па не си бога ми ќе правата. оставиш и тоа- лови се ќе оставиш. Ќе оставиш и мотори и лов ќе Зависи ако оставиш. измисли некако друго. Мене ми рече да сопругата, Дорбе, извини се. Извини. Не го кажеш убаво однапред. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарчев винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од хотел Лимак, ова е нешто конкретно, а денеска прашуваме што е тоа што мажите очекуваат, а жените никако да сватат. Се вели дека мажите се наједноставните суштества во светот, а жените само комплицираат. Значи, ако маж не се јавува, тоа го прави затоа што не сака. Не е дека му се исклучила батеријата или пак, не дај Боже, дека телефонот му паднал во шолја. И најважната работа е дека на мажите многу често за многу работи им е сеедно. Имам два табора на гости, мажи и жени. Сега ги представувам и на крајот ќе видиме што ќе заклучиме. Таа е една од највпечатливите и најубави жени во земјава, која држи до себе без разлика што и се случува во животот и низ што поминува. Таа е професорка и инфлуенсер, Калтрина. Тој е мајсторот за штимунг и одлична забава. Тоа што е секогаш насмеан не му е професионална деформација, туку е природна состојба. Мајсторот на хармониката и доктор за позитивна енергија, Војче Петрушев од Маестро Бенд. Тие што го пратат на социјалните мрежи знаат дека е толку искрен што напати се чини дека е и наивен. Ама како гледа на сваќањата на жените кон мажите, слушаме од јутјуберот и инфлуенсер Томислав Стаменковски, Тофиловски, Томски. Таа е гласот на струката. Таа е експерт за машката и женската психа и благосостојба. Низ сезониве ја имавме како девојка, како вереница, како трудница и денес ја имаме како сопруга и мајка. И како специјалист. Таа е семеен советник и психијатар, Сања Васовиќ. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, официјално, добре ми дојдовте. Добре најдовме. Ви благодариме за преубавите најави. Две презимиња, господине? Прв од мене, леле. Зошто имаш две презимиња, моминско или Да, како? моминско, ама од на мајка ми страна фактички. Прво машко фамилија сум, после не знам колку си години таму од таа страна. И баба ми многу сакала да се продолжи презимево и моите да изненадат, вика, ај со две презимиња и сегде вака ме прашуваат. На факултет, школа, сегде одмah Чекај прв сега, очи сум сопругата твоја, значи колку презимиња ќе има, ако рече сакам да си го задржам и моето Нека моминско. го задржи, па ќе броиме, ќе видиме колку букви ќе има. И колку ќе видиме. Добро, ви имам од сите категории, значи ти си слободен. Колку години си во брак?
5 години? Колку години си во Среќно, брак? може Ти си Скоро ептен две, таз. да, Скоро скоро 2, две. значи ти беше во брак, си слободна, Скоро значи 15. 15. А сега како слободна жена колку си? Колку време сум слободна? Да. Па 2, 3, 4 години. Од кога ги се Не броја? бројам веќе. Добро. Значи, од сите категории имам и сега ќе ги разгледаме, значи сите мислења во однос на тоа, значи што очекуваат мажите од жените. Можеме да почнеме поред? Добро. Значи, јас кажувам тези или тоа се реченици кои што обично мажите ги кажуваат, затоа што сте така едноставни, нели? Или не Све сте? на наша страна. Ајде. Ама вака вие ми се поделивте, А, машко-женски, да. Страв ви е? Не, таму работа. Победим. А зашо не гледате на кај нив? Треба вака, добро. Па не, ја гледам прво кој го поставува прашањето на кога треба да одговорам, после тоа не. Добро. Значи вика вака. Нормално е маж да гледа и коментира други жени, иако е во врска или е во брак. Дали е нормално? Па нели прво они? Дали? вие? Види, може ја да почнам вака да го гледам. Да гледа и да коментира туѓи жени. Сега да гледаш, маж, например, јас сега поминав наваму кога доаѓав, гледаш и вика, ама убава девојка, и после тоа мислиш на бургер некој, на нешто, ти се јаде, ти... Тоа е така, тоа е само коментар и не е навредливо гледање, или има тука нормално разлика. и е многу лесно. Па мислам дека да, не е тоа нешто да ние не сме, ако прелета врапчето и да се заљубиме у врапчето или тука да има емоција, тоа е само коментар. Ја барем така го гледам и го свеќам. Така, до сега не си имал никоја замерка од некоја девојка твоја? Па изгледа сум имал. Сега, кај отидовме сега? Нели беше муавет? Ај после нив да ги слушнам. Да, тоа Војче? Па јас мислам дека зависи нормално од партнерката, зависи колку е љубоморна и дали се, но пред се мислам дека доколку Зависи дали има тешка рука. да мислам дека доколку има доверба меѓу партнерите, не е ништо страшно да се скоментира нешто ако е убаво. А во нејзино присуство или? Во нејзино присуство. Јас лично имам таков пример за мојата сопруга, иако е поголема, има тешка рака. Така да немам проблем, така да кај што има доверба. Така, Коментирам многу, знае и мојата струга каква е, дека нонстоп Нормално. сум со убави дотерани жени, така да довербата на прво место. Машката страна рече, не е ништо страшно, што вели женската. Јас нежи како жена, кога ќе видам убава жена, јас самата гледам. Добро, ама сега Така за да- машките. А зашто би биле дискриминирани они да не гледаат? Добро. Значи Само се мое согласуваме, мислење, да. окей си. Види, ако е тоа, има разлика од гледање до гледање, има разлика од зјапање до гледање. Али само кога има убава жена, зашто да не се погледне? Тоа автоматски несвесно ти доаѓа. Значи мажите мислам дека тоа е некој неконтролиран рефлекс кој што не може да го менаџира во такви Ама ти ако го ситуации. фатиш тој поглед, што правиш? Како? Ти ако го фатиш тој поглед, што правиш? Јас и ако не го фатам тој поглед, ќе кажам, погледни колку убава девојка на својот партнер. добро. Така да, Значи зашто би било дозволено проблем? име. Па, ако биде во некоја нормална мера, ако не е зјапање. Значи да не зјапат. Ти си зјапал изгледа Ние не сме Томски. криви што сме вака за стана, ја гледаме кон убави жени, тоа е. Сврдете се на така. А вие така си се наместивте. Ја дедов последен, ја шо остана, ја таму седнав. Така да. Секогаш имавте опцијата да кажете дали може да се смениме. Да. Ама од оваа страна поубав сум, ја, па за тоа не би. Струката што ќе каже. Дали на вистина, значи, мажите можат да гледаат и да коментираат други жени, ако се во врска и во брак, и тоа не значи дека мислат да имаат нешто со нив. Снеже, насекаде има визуелно привлечни луѓе. И од машкиот пол, и од женскиот пол, и некако е нормално дека ние сме свесни за нивното постоење и нормално е да ги приметиме. Но нели, гледањето и коментирањето, односно односот кој ќе го имаме, кога ќе ги приметиме, многу зависи како ќе влие на нашиот партнер. И значи многу е битно дали само ќе ги приметиме и ќе ни биде убаво тоа што го гледаме, или ќе го повредиме нашиот партнер, односно нашата емоционална одговорност каде ќе биде насочена. Ако нашиот партнер и покрај тоа се осеќа сигурно, сакано и почитувано, тогаш е сосема во ред. Но ако со тоа будиме било каква несигурност, љубомора, тогаш не е во ред.
Значи од прво прашање заклучивме дека се Случаен сложуваме. одговор. Сега се сложувате Така. и во рете. Сега второ. второ, Второто е многу скокотливо прашање. Вика вака, мажите. Мажите Па, тоа го мажите. констатира. Па даде, значи што мажите мислат дека ние треба да Три на сватиме. два сме, брат. Така е. Мажите што кажале сега? Оваа страна ми е за мажите, оваа за жените. Што кажале сега? Значи викаат, да, не интересира колку сте имале пред нас, ама не интересираат деталите. Како Да, не интересира. Да, не А. интересира колку сте имале пред нас, Ама но не деталите. не ни ви кажувајте деталите. А тоа ние сме го кажале? Да, бе, мажите. Нема Освен врска. ако сме ние најдобри. Нема врска. Да. Ја пак прв да кажам. Добро. И па, еве, ајде Војче, нека Ја го- мислам дека нема врска. Според мене ова изјава, ја не сум ја изјавил, може Истина, некој ние ја не сме изјавил. кажале друг. нешто така. Најсериозно. Не ме интересира ништо од Дека- тоцката. Одбрана. Дека или треба да мене ме интересира, значи. Вака се ги направи. Треба не искрено ако збориме, мене не ме интересира бидејќи сега е нов почеток, сега се почува нешто ново и тоа е тоа. Мислам сега сериозно ако има некаква комуникација со некој од претходно со ова со она, ти ова вака си била? Не, добро, ај чао. Не знам, епте некако. Сега се фати во тесно. Што кажа? Дури по црвене. Да, дека се фати во тесно. Добро, ти Војче рече, Мене ме интересирало сите што мислам што ми била девојка и сега ми е сопруга, ме интересирало бидејќи сум мислел на нешто конкретно дека таа ќе биде идната моја сопруга, сум се распрошал нормално околу нејзе што е како е, не би сакал да слушам дека имала претходно многу партнери. Не би Така. сакал да чуам, иако ја сакав и не знам дали би ја прифатил кога би го чул нешто такво, али А ме интересирало. контра ваква. Например, еве сега жениве која ќе станува збор за маж, ако има многу партнерки. Тоа е природно, тоа е дозволено. Зашто е природно, едното другото Тоа е не е окей. природно. Тоа е Не окей. знам, ја Ова, така го другото гледам. не е окей. Ја така го гледам. Битно е ти за тоа работиш на тоа, да имаш поише партнер. не, нема врска. Ама работа не ви се молам без шпекулации. Добро. За статусот да биде повисок, така. Тоа не. е природно, така рече Војче. Ако некој не те интересира, нормално ако гледаш краткорочно, може би не би го изговорил тоа, али кога више ќе одлучиш за нешто поконкретно, ќе си се распрашаш. Добро, Калтрина. Чива керка е. Чива ќерка е. Учиво друштво има одено, со учива кола има влагано. И друго. Јас Без детали. Јас Снежа сметам дека не би требало да има разлика меѓу полови, дали мажи, дали жени, бројот на бивши партнери, но на типичниот балкански маж тоа му е многу битно, да се разбереме, да. Не можам стручно јас тоа да го кажам зошто, како, затоа ние тука експертот може да ја препуштиме на нејзе. Ама чекај, прашањето беше дали е нормално да прашуваат. Нормално е да, зашто да не се праша? Мислам, минатото не треба да се срамиме и да го криеме тоа што сме поминали, кои сме биле, затоа што не мора да значи дека ти си истиот човек. Ја, например, не сум иста како пред 10 години. Јас сум можеби тотално друга личност. Ја, затоа што низ годините човек се гради и се менува, некој на позитивно, некој на негативно и битно е минатото, не е дека не е битно, меѓутоа не би требало да е пречка ако има нормален, здрав однос и искрен. Добро, окей. Ајде, струката, секој заокружуваме со струката, со Сања. Слушаме внимателно. Не би се сложила со Калтрина во таа смисла што прво не треба да има разлика помеѓу половите, затоа што сите бираме партнери поради некои слични потреби, и мажите и жените. Меѓутоа, секогаш кога се прашува за минатото и кога минатото прави проблем, всушност проблемот не е во минатото, толку несигурноста во сегашност. Така да, тоа е главниот проблем. А споредувањето, па да не е подобро, да, нели? Тоа се проблемите, несигурноста, споредувањето. А мислам дека една емоционална, зрела релација и врска секогаш подразбира и отворена комуникација. И нема тука зашто да се крие. Ако некој го интересира и бројот на партнери, и какви биле релациите, дали биле конфликтни, дали биле
добри, стабилни, зрели, затоа што на крај ви и од грешките учиме. Ако сме имале лоши врски, сега само може да биде подобро. Не знам зашто се смее. Прашај се. Не, па се спојам дека се осеќам на кона сеанса. Не Се плаши што ќе каже. Па оне жена Да не сгреши. да се видиш свесен што ти се случува. Да. Па За него тоа- така. Ама се случува да Фати малце трема. Ама се случува да чат пат се споредуете ако знаете па каква кола вози па да се прашуваат че ќе се Зашто? зашто Не, не одбрал. јас сум увек најдобрата опција за девојката што сум у моментот. Најсериозно, не барем ја Едно да повтори бијам. го, молим те. Јас сум уште, како рече? Јас сум увек увек најдобрата верзија за девојката што сум у моментот со незе. Тоа е одличен Дека, став. ама па ако Одлично. не било така, немало да Ама не биде се она со мене. заплеткувај. Така. Ако не... Добар си. Не се заплеткувај ти кажам. Добар си. Добро, значи ворете да прашуваме, ама ако многу се распрашуваме, значи сме несигурни. Не мора да бидеме спремни да го прифатиме одговорот, кој да е. Фатим одговорот. Он беше подобар, поубав, све, ама ја тебе те сакам. Не биде толку брутално, Снеже, те молам. Тешко таа работа. Ама само он не, уствари и тебе можам да ти се обраќам, ти си фала ти, слободна. Да. Еве, навистина Полаправи го малце. Натаму Томски. да се свртам. Се јавуваш да ти помогна? Не. Не, добро. Помошен пријател. Джокер. Тебе те интересира кој со кого бил? Партнерот, идниот партнер? Може би кога сум била помлада. Ме интересирало, да. Затоа што нормално човек што помлад е понесигурен во себе. Но сега, во овие години, мислам дека е битна сегашноста и иднината. Кој ще те интересира? Кој што ме интересира во иднина како би изгледало тој однос, отколку во минатото што било и како било. Кои ти се главните критериуми сега, да? Планираш да се мажиш уште еднаш? Видиш како директно прашувам. Да. Какво прашање? Какво прашање е ова, Снеже? Директно и конкретно, нешто конкретно прашам. Дали планирам или Да. дали сакам? Дали сакаш? Па, знаеш како, човек никогаш луѓето се социјални суштества и никој не сака да биде сам, да бидеме реални. Дали ќе кажам да или не, сосема е небитно. Мислам дека е многу нормално секој човек да си има партнер свој во животот. Така да никогаш не викај никогаш. Добро. Значи сакаш да имаш партнер, можеби нема да се мажиш. Дали ќе биде тоа брак, дали ќе биде врска, дали ќе биде не знам. Барат грешно прашање сум одговорил. Сакаш уште еднаш да преснимиме, Да не читаш ти од ChatGPT одговори бараш. да одговориш. Цела вечер до 4 сабајле излажав, не монтирав видеа, туку ги читав одговориве и барав решение на темиве. Добро. Добро си се спремен. Ако си спремен да излега ги чита од страна. Ајде сега одиме пак кај мажите. Морам, така е поставена емисијата сега. Прифаќаме Значи вика, се. мажите викаат. Се е во ред, ќе ги исполнуваме вашите желби, што се однесува до финансии. Но јас не сакам да сум банкомат. И не сум банкомат. Што има? Господине Томски, Погрешен питање. такво му е чувството Шала. на мажов. Аха. Да. Ја прво. почнеш? Не, ај Не, повели да ајде, смислам што да почнем. кажам. Па јас пак ќе кажам не за мене, бидејќи мојата ситуација не е таква, али не би требало да го гледа како банкомат во ниеден случај. Јас сум разговарал многу често со сопругата дома, ја кога дојде и короната, кога едноставно дојдовме без никакви примања и приходи. И едноставно тогаш треба да издржиш и да видиш баш дали искрено се сакаме и треба да истраеме. И тоа се потврди, зборам за мојата ситуација и со сите мислам дека така би требало да функционира за да има среќен брак. Ако те гледа за пари и као банкомат, тоа може да трае додека имаш пари, може еден ден ќе се свати страната да немаш. И тогаш би требало да она те остави. Или ќе ти биде мотив да работиш повеќе и да правиш повеќе пари. Па не, ја не би сакал така. Знаеш се како шалам. размислува, ако не, Ја- нема искуство, ти што кажеш? Збори си Ја сега. не сум имал таква Имам можност. среќа жената да не ми троши, тоа е нема поголема среќа. Ево Ова е ти си скромно. усреќен. Не ми троши жена, ма дава да гледам Злато. по други жени. Злато. Гледаш ли? Повелете, Томски.
ја не сум имал таква ситуација во досегашниот мој љубовен живот, да речам. Како вовед. Да. Добро, добро. Што знам, секогаш сум сакал и не сум оставал да... Тоест има некои ситуации кај што сум оставал да ме почасти девојка, инсистирала она. Но, не знам, можеби ние мажите имаме така малку став, сакаме да се покажеме дека можеби заработуваме повеќе, дека може да се има сигурност, можеби и ние самите сме криви за некои такви одлуки, такви однесување на женскиот пол. И она, ако ти рече, дојди, ќе одиме на летување, јас частам. Летам. Одмак, кога само да го спакувам куферот, што има врска. Сега она ќе части наредната недела или наредниот месец, наредната, која ќе И части. после ќе ти раскине. Дали ќе се чувствуваш искористено? Да, ако ме однела на одмор негде, зависи кај ќе биде одморот. Ако биде удобно конјари, например, ќе се осеќам, се шалам, но ќе се осеќам како искористено. Ако ме однесе, например, сега Бали, како што е план, Бали, може и Доминикана, или негдека И потропски. после те откача. Ќе бидам тажен едно 2-3 недели и после тоа ќе се снаоѓаме. Така ли? За друга жртва на части. Добро, ма ова е обратното, да ја гледаш жената како банкоматче. Не тама работа, ама ако нема да одбијам, ако ми каже ајде идеме ваму ја да те частам, ајде. Ја ќе частам таму можеби нешто друго. А можеби нема ни тоа да го почастам. А зависи, све е компромис и заемен договор. Битно малку ќе бидеш тажен. Ако Тоа ме ми е остане важно. после да. И дали ќе се чувствуваш искористено? Прашањето. Вака, сега вака како ја разглабаме темава, ми доаѓаат и по други идеи. Ако ме остави после патувањето, нема да бидам тажен поради тоа што ја моите финансии што сум ги имал искористено за патување, ќе отидам пак на друго место и ќе заборам побрзо. Со друга леле, добро. Сега да не Сања на набраваме. крајот ќе ти каже која ти е дијагнозата, не се кири. Све запишано е. Се памти Сања, добро. Ја и дијагноза и терапија имам џабе. Да, добро. Значи, дали жената го прави тоа чувство на мажот дека е банкомат? Или он се поставува така? Зависи од партнерите, многу е битна самата динамика и со кои причини влегуваат во тој однос. Сега да бидеме реални, ако основата што ги поврзува не е љубовта и не се емоциите, тогаш и можеме да очекуваме различни надокнади. Нели, дали ќе биде тоа во вид на финансии, патувања или нешто слично. И сега, многу е лошо затоа што луѓето влегуваат во однос без, да кажам, вистински длабоки емоции, а после некое време имаат проблем затоа што не ги добиваат тие емоции. Исто и од машката страна и од женската. Ако некој настапи како банкомат, многу е лошо после да се жали, односно да очекува да не биде гледан како банкомат. Така да све зависи од односот меѓу мажот и жената, а иначе во секој однос на еден маж му треба да се чувствува како столб, како некој на кого жената може да се ослони, може да допринесе, да реши проблем. Така да тоа му е потребно, ама ако некој се вреднува во односот само преку тоа колку допринесува, мора да се створи дистанца. Значи, тука место за некоја длабока емотивна поврзаност нема. Така, добро. Значи, сепак мажот е тој кој што кажува, односно се поставува, имам све плаќам и после одеднаш кога ќе нема нешто и кога ќе рече сега не можам да плаќам, жена никогаш вика, не ни постоело нешто друго. Значи, добро, Томски, Калтрина. Па, Снежа, јас сметам дека машката природа е таква створена што е нормално мажот или сопругот во семејството да е заштитнички или да кажам да има способност да се грижи за семејството. Ако јас сметам дека никој не треба никого да гледа како банкомат ни во обратниот случај, меѓутоа сепак мажот е тој што некоја поголема одговорност има во семејството, а во денешно време има па и многу случаи каде што и обратно има и жени кои што се многу поспособни. Ова што ќе го носи на повеќе летување. заработува од мажите, што јас сметам дека многу е природно да е мажот тој кој што е повеќе кој што заработува, отколку жената, да. Затоа што тука има некој дисбаланс во тие односи машко-женски, некако не знам.
Му се зема машкоста на нашиот Да, балканскиот маж. Да, не сум јас дека сум против тоа 50-50, меѓутоа мажот има некоја друга функција и поголема одговорност. Се зема машкоста. Ако не ме се однесе работи. на патување. Да, Кој сака да проба на Инстаграм s.t.tomислав, пишете ми, ќе видиме и ќе ви раскажам дали е тоа така у пракса ова муаветот што го кажувам. Дали ти одземе на машкоста Да. после? Ќе снимаме влог, све ќе биде документирано. Добро, ама генерално мажите ги учат жените на подароци, на не знам, Да. на патувања, на сето тоа и после тоа ќе секне тоа или после тоа вика, да. А така и у природава со животниве. Кај животниве, сите животни кои ќе ги видиш, одма можеш да ги препознаеш кој е машко, кој е женско. Например, лавот има грива, се перчи со гривата, паунот има преубави перја едно друго. Ние се перчиме кој ќе паднат овие нормално. Заклучок. Не, во животинскиот свет машките се стварно поубави секогаш. Во животниот Само кај луѓето е така, да Затоа ние се жените се поубави. шминкаме и се дотеруваме толку. Добро, ми се свиѓа заклучокот, ја мислам веројатно. на друга страна идеме, Не, ми се не, свиѓа. тоа е вистина, да секогаш кога се биран или куче или било што се бара да е машко, затоа што е поголемо, поубава. Така е. Фала. Фала. Куче ли да си Фала бираме или еднаш маш? и- Тоа и ти беше идејата или извадиме. не? Не прави Добре, такви се компарации, служувам. стежете мола. Збориме за животинскиот За свет, вас не. тотално се служувам. За која се сложи дека За мажите последнова, дека мажите се поубави се. мажите се А поубави. не, реално секој. они не се шминкаат, не се Ти дотеруваат. жено ќе толку се колку насминкаш. жените. Да, јас и како мејкап артист знам, пошто работам со жени, не можам јас самите да ги препознам некојаш своите клиенти, кога ќе ги видам негде во град на шминкани дотерани, пошто ќе дојдат кај мене без шминка, ја така ги памтам и после не ги препознавам. Тоа значи добра работа правиш. Да. Не, Фала. не, она прави добра работа за нив, ама за вас За мажеве вас- која се бајле ќе ја видите па. Па добро, Види, не е се толку доиска- лошо, Снеже, не е толку лошо, уживаат и они во таа шминка, така да. Ама се случува да се заљубиш во една вечер да се бајлето кога ќе Е, дојдеш. па ако толку лесно се заљубува се. Па ти рече Кој се мој при- заљубуваш. Некако. Не се заљублива некако. природа. Ама ви се случило некогаш Како да... не како? Абе добро, тоа се први инстинкти, тоа не е љубов. Можеби нас у главата ни се мисли дека е љубов, ама не. Не И е после тоа кога ќе ја љубов. видиш без шминка да се разочараш. Да, викаш, абе, не е ова љубов, чекај, треба неколку дена да поминат. Се согласивме дека сте поубави од нас. А мене цело време Преска кажат за се децата, види, викаш, увиди деца имаш, цели се на мајке. Не знам зашто така. Добро, убавина мама, паметни на тато, тоа одамна е таа теорија. Пат кога сме кај убавината, вика вака, не погодуваат вашите коментари за нашиот изглед. Тоа викаат мажите. Кога ние жените го коментираме вашиот изглед, вика не погодуваат. Да Аха, нас не погодуваат. Вас ве погодуваат. Не е туку така кога ќе му речеш на некој бе си се здебелил или ќе му кажеш абе види како изгледаш. Ве Мене ме погодуваат. погодува да почнам да се активирам, например. Можеби прво ќе ми биде така, ајде доста не кажа, јас сум се здевелил, видиме како сум ова, не? Нема врска и ти после си сваќаш дека стварно е така, мора да се активираш. И сега ли си погоден? Сега, да, бидејќи кога бев на последно патување 4 кила се здебелив и погоден сум сега и морам да се активирам. Кој дел си погоден у пределот на Стомакот, да. Не, прво фацата, овдека сум погоден, дека таму пиев алкохол, а не практикувам алкохол и одма овдека сум погоден у фацава и личи ко не знам колку кила да сум здебеле. И плюс камерата камера, дода. Да, и Го плюс камерата камерата дода. он. После Да, ќе ама ставиме тоа ми е знак дека утре сме кој ден таму среда, се активирам посериозно, вежбање, водно качување. Тоа ти е се. знак кога ќе коментираат жените за изгледот дека им значиш или дека планираат да те откачат. Па сега зависи од незе, не Оние можеме дојдат на длабоко. исповед, гледате ли? Да, бе, па ја Он се требаше исповеда. да си легнам одека на едно кревече, вака. И он цело време ни збори, ни ги раскажува. Да. Значи, и кажи, одговори ми на прашањето? Ако на некого му значиш, така, според мене барем, не мора да е така, он ќе те форсира цело време, доста јадеш, доста ова, остај ова, земи без шеќер, направи ова. Значи, стварно му значи, сака да бидеш најдобрата верзија од себе и да изгледаш уште подобро како за незе, така и за себе. Добро, сега Војче ќе каже. Нели љубов те доаѓа преку храната, поубаво е кога женичката ќе ти сготви дома? Па да. Нели? И кога ќе те нахрани убавко? Јас сум во брак, веќе тоа е континуирано, веќе 5 години. Мада јас не се променувам. Тој сум.
килажата е иста, не се менува уште. Пред Ебе, те брак и во брак исто е. Тебе те погодува кога ќе ти каже нешто за изгледот или што си се облекол вака, не личиш на ништо или Па види, јас многу... стави брада без брада. Како што кажам, не се менувам многу, така да нонстоп сум заради работата во дело. Имам многу, тоа ми е мана, само ме кара дека имам многу дело, нема каде ги ставиме дома. Тоа не ме погодува зашто нонстоп сум тоа бела кошула, црна кошула. Нема многу што да ми кажат. Добро. Како ти си поминала низ годиниве, си коментирала изглед на партнерот и како тој реагирал? Ја мислам дека кај мажите изгледот не е толку битен за да се коментира, затоа што стварно не знам, жена е друго, машко е друго. Барем мене, не знам за други жени, јас пример кај машко убавината не е нешто прво што ми остава впечаток. Повеќе карактерот ми е битен, така да тотално на ова би кажала дека не знам што има да се коментира или да се каже на маж за изгледот, затоа што мажот е за сосема друго створене, значи не мора маж да биде убав. Жената да, жената треба да е Па убава. сега не ви рекоме дека се убави. Да. Кажи. Ама па нас, значи, сака да каже дека у природа ние сме убави, нема што повеќе да се дотеруваме, да слабееме до ова. Ама И да не фалат, јас сум- нема потреба, жена треба да се пофали. Не знам дали ми ја разбирате поентата. Мажите, пример кај мажите, Поедноставно ти се мажи, значи машко, ако жена не е поедноставно. убава, значи нема апсолутно интерес воопшто од старт. А кај жените е обратно, значи жена не треба да паѓа на изглед, треба да постепено да го истражува карактерот на мажот и после да се заљуби. Да се Значи подразумава. што ми е битно мене некој дали е убав. Онако повеќе од мене се гледа на огледало, повеќе од мене се средува, значи мене тоа таков маж пример не ме привлекува, не ми треба. И значи збориш со него, се дружиш со него, се додека не ти стане убав? Душевно. Душевно. Па реално така е, да. Фактот е така, да. Така е, да. Али пак Има на почеток надеж. мора нешто да те дирне Не на викам дека почеток, нема стартот. атрактивни мажи, примери ние жените ќе видиме некој убав маж, ќе го погледнеме, да, ама тоа е моментално, тоа е убавината не држи една врска и не. Исто која преска што зборев, гледаше и убава девојка и после идеше и И ќе бургер, заборавиш, ти да, мислиш на нешто да. друго. Што ти е На побитно? јадење, на ова, на она, да. Добро, неќем да коментирам. Ама и јас сум си убав. Никој не кажа Како дека не сум е. ја. Добро, значи твојот заклучок е дека мажот и не треба да биде убав, Па не неговите е фокусот кај мажот, неговите не треба да е квалитети се во убавината, нешто тоа, друго. Да. Добро. Ајде, Сања, ќе заклучуваш или? Па некако отидовме на две теми. Прво На две беше теми. како Првата беше дали ги погодува коментирањето на изгледот. Јас дури сум свесна дека ги погодува затоа што во неколку Мене случаи позитивно тоа. во неколку случаи сум видела дека стварно ги погодува. Колку и да изгледа онака нели сосема неформално фрлен коментар или да. било што, значи ги погодува. Па, они се исто емоционални суштества како што сме и ние. Тоа што они на поразличен начин се справуваат со своите емоции, плюс ретко бараат помош, ретко покажуваат дека им е тешко или дека се борат со нешто, тоа е нивниот начин на справување, иначе апсолутно ќе ги погоди. Затоа што секој што се труди да биде подобар и што вложува време, вложува размислување, се гледа, поготоа ако му е стало, уште повеќе ќе го погоди. Така да треба да внимаваме на нашите мажи, затоа што се и они нежни створења. Се, ако пајчиња не направи, не треба да толку да се внимава, ама Нежни убаво се. е кога се каже, да, мене, например, убаво ми е некој, мислам, убаво. Прво, не ти е убаво, кој што кажам, ама после ќе сватиш дека треба да се активираш, тоа не е како тригер мене И барем. треба на нашите мажи да им кажуваме дека ни се убави, дека се добри, дека се вредни и да ги поддржиме во нивните идеи да станат подобри. Ете, тоа, гледаш како. Од преска Да, цело да, време да. се сложувам. Па се- Некако дај се некој сложуваме прашање сега да се од контраме. различен аспект ги гледаме нештата и за тоа се сложуваме. Мислам, ние секако сме во право од оваа страна, знаеш како. И вие се сложувате со нас, тоа е поентата. Значи, Цел живот. Како да, беше тоа? Фигурираме ние овдека, само тоа е Жените- само фигурира. Кажи, Калтрина. Ништо, не, самото трето беше. Сакаш да го дополниш? Не можам Добро. на следното прашање. Добро, следното прашање е, не се труди да ме промениш, не можеш да ме промениш ако јас не го посакам тоа. Значи, џабе се трудиш ти да ме менјаш, ја ако не сакам, нема да се сменам.
Ова исто ние сме кажале, така? Да, бе, мажите па од машки магазини све ми е читано и тоа се некакви си тези, некакви си реченици кои што мажите ги изговараат, а кои што ние никако да ги сватиме. Тоа е така па така. Не се менјаат, нели Сања? Ако не сакаат. Апсолутно, ама значи дека нешто не е во ред со односот. Со жената или со мажот? Или со односот само? Со односот, со тоа како е поставена нивната релација, затоа што не е битно дали релацијата машко-женско, ако некој ни значи, ние сакаме да се промениме, да станеме подобри. Односно, ако некој наше однесување прави конфликт или недоразбирање, тогаш потсвесно сакаме да се промениме за да се подобри односот. Така, да. Разбрано ли? Како не? Да. Бојче, ти во што си се сменил за откако си стапил во брак? Има ли нешто што си променил? Јас сум се променил многу пати во животот, што кога сум во музиката и што кога сум доеден од Велес тука, други луѓе, други пријатели, друг начин на функционирање. Чекај, ти Велешан е Скопјанка зема? Да. Абраз. И остана да живееш во Скопје. Останав така. И тоа е промена, добро. Мислам дека тука е битен карактерот. Дали ќе ти дозволи карактерот да можеш да се промениш, а ако зборуваме веќе за брак, нормално дека секогаш треба да има разговор и секогаш да се бориш да бидеш подобар. Доколку има љубов, ќе има разговор и би било добро да можеш да промениш ствари. Пак ќе речем, зависи од карактерот, ако ти дозволува. Имам доста пријатели и па и пријателки и другарки што едноставно се свесни дека не може да променат. Она можеби сака. Како не може да промени? Или промената доаѓа од нас? Промената е процес и тешко е, така да многу брзо се Јас откажуваат. блиски имам луѓе што едноставно ти му кажуваш, му објасниш, он вика да, свесен сум дека ќе бидам подобар. Така не можам. Едноставно не може да се промени. Работата на себе е тешко, затоа што сам со себе се како да кажам, сам си на себе и пријател и непријател и мораш да се водиш низ таа промена. Така да разбирањето на некој друг и промената на себе е процес кој некогаш трае со години или цел живот. Ама добро, ако се пријатели, а се во брак, па ако да речеме треба да се промени за да им биде подобро во животот, тогаш не станува збор не може, ами нека ме прифати таква какова А тоа е најлесно, нели? Па повторно, ако сам си свесен ти дека треба да се промени, не треба никој да ти каже. Кога гледаш дека грешиш и дека или нештото не ти оди во добра насока, јас мислам во таа ситуација дека треба многу и верба во Бог и да имаш некој си духовник кој што на некој начин ќе ти помогне за да ти да веруваш, е најбитно и кога веруваш у тоа, сигурно ќе се промениш. Али тоа е малце тешко на денешница, малце се во други правци младите. Апсолутно е тешко, ама не е невозможно. Невозможно. Ти некогаш си се променил заради некоја девојка во текот на твојот живот, нешто да ти каже, Томске избричи ја брадата, не знам, направи ова. Сигурно си направил. Не, види, ја мислам дека Сигурно си направил. не сум направил, како не сум направил, но зависи за што станува збор. Како зрееме, како созреваме, треба да правиме промени. И тие промени мислам дека се свесен си дали се добри или лоши промени, ама ако ми каже мораш да смениш да не идеш на лов или да не возиш мотор, тоа не доаѓа у обзир за тоа. Прашувам какви промени. Сигурно, да не ти е другар Филип. Како, шо? Филип го имаше истиот став кога беше во емисијата. Ја да се менјам. Не исти став. Сега ловот, например, и мотори да возам ми е тоа, ми е љубов, како да кажам. Исто како што е... И жената ти е љубов. Абе, така е, Ама тогаш ја не би не е во брак, нели? Да. Тогаш Бори си уште и. Тогаш ја Што се имаш? Тогаш јас не би бил јас, така. И што ќе бидеш? Привезок тогаш? Да не иди на лов, не вози мотори, не прави ова, што да правам ја? Ајде да седам и да ти помагам да чистиме заедно да правиме. Изда и тоа окей. Хобито е најважно. Добро, ама не Жената мора да иде треба да го секоја разбере недела на лов, не мора првото цело прашање беше време. тоа што треба жената да свати дека за еден маж хобито е можеби најважно од се. Поважно од се. Дека Хобито е поважно од се. Ама Ја ќе станам од емисија, таму е ми мирот, мајка. за него тоа е мир, таму е. Хобито е поважно од се. Така, има животот човек на сака да мажот. лови риба и таму е мир, он се ќе напри таму да отиде да се смири и тоа е му е хоби. И ти ако му го забраниш тоа што му е најдраго, како што кажувам, ловот му е најдраг,
Или да игра фудбал, или не знам, да. Ти што си имаш хоби? Јас си вежбам, си свирам. Јас кога свирам, исто мојата фамилија знае дека јас се затварам 3 сати, 4 и никој Тоа ти не. е поврзано, ти барем носиш Ама мене ми паричка, е- овој лови мене ми е- ништо, нити да, носи паричка. паричка, Ама нити ми е ништо. и- Ама ми е и месо дел од за хобито. за прехранување, како и тоа е нешто. Хобито му е најважно во животот. Ама не најважно, ама и Жените треба да сватат тоа. Тоа, првото жените прашање- треба да Да, да, сватат да. тебе Првото тоа. прашање требаше да го Жените треба одговорам. да сватат дека хобито на мажот е најважното во животот. па мора да го остава И да тоа. не му го пречиш. Видиш, Не му го пречиш. тоа е испустен вентил, ако нема некое такво хоби, ќе иде на некое друго хоби што не е хоби. Сега мора да има И нешто. на Читај повеќе редови. хобија, вака, Да. едно по едно ходова хоби на ова сега година. мора А вие да не го се сложувате за тоа? Ама добро, во ретено не може да е најважната работа во свет и дека он не може да направи компромис. Значи, ако има хобит, например, како би му го забранили? Не? Па не му го забранувам, ама да има компромис, да не е сега ја тоа сум и толку сега ти. Ама И како би го смениле? Па ја кога ќе му кажам ќе го сака хобито. ја не викам секој викенд да се иде на лов или секој викенд да се вако туку мора, тоа не може како не можеш ти да идеш на лов. Ја ги сакам животните, ти не можеш пушката, треба да вако. Како тоа? Замисли веганка некоја да земеш Не, ништо. Што да ни се совпадне све, само тоа да не ни Само се... тоа да Е, е. како? Томски дали ќе зимаш, ќе ја вериш? Ама он не ги јадам како риби, ви ги пушта. Да. Ама тука немаме многу заеднички. Ние прво секое седнување ќе биде ќе ме гледа попреку ја дека денот месо еден од доброците ми е месо и што не ќе ме гледа попреку вака како. Ама многу може те ти сака, да го све ви е јаде? убаво, све Ами ви е ме сакаш, наредено. ама тоа е или не знам Гледај, како не. да го Ме објаснам. сакаш Да, исто да, како да. што јас сакам месо, ќе Да, кажеш. да, дека нема тука, немаме Чекај Калтрина нека го искоментира моментот на хобито и си се не, соочила јас ќе ти со се- таков некој партнер кој што хобито му било најважното на свет? Немам ништо јас против тоа. Секој човек треба да си Добро. има хоби. И ако нема разбирање за тоа, мислам дека не може никој Да на оди никого на да лов? кажува. Океј си да оди на лов? Дали поддржувам лов или дали Да. мислам не навлагам на тоа кој е хоби. Мене не би ми сметало пример човек да си има хоби. Добро, Тоа да е вози добро за- мотори? Пробуем. Да вози мотори, дали? И секој човек различни барања има и Добро. различни хоби има. Но во случајот прашањето беше дали кој беше Да, прашањето? за да се не, Дали се не можеш менува да ме маж, да, промениш, да. не можеш да ме промениш ако јас не сакам. Јас сметам дека луѓето многу тешко се менуваат, но маж може да се промени само за правата и вистинската жена. Кога Не ти сака он да се налетала, промени. Томски. Така. правата да ми налети и да каже здраво, јас сум правата, утре нема лов, нема ова, па ти Па не бога си ме ќе правата. оставиш и тоа- лови се ќе оставиш. Ќе оставиш и мотори и лов ќе Зависи ако оставиш. измисли некако друго. Ќе те начекам, Томски, нема ќе тоа. видиш. Мислам ќе дека видиш. нема теорија како да да се смени нешто друго, да биде Сам разумно. ќе посакаш да не идеш, Баш ќе ти сам биде ќе да побаво со сакам незе тоа. него да идеш на лов. Она или со таква мотори. убава, прекрасна, ќе ти рече, иди ти на лов, ја ќе искачам со другарките. Аха, па ти иди, Ќе да. идеме не знам на оваквото. Ќе идеш ли, Томски? Зашто да не идам? Али она нема да Ако е правата, И она нема да иде со другарките. само една секунда, И она иде у лов. И она И она у лов. Ама она ако е носи правата, куршумите. она ако е правата, и ако има љубов, и ако има разбирање, нормално, ја кај сака нека иде, што има врска, дали ќе искача со другарките или нема да искача. Така? А нели е правата? За Правата не зборим. искача. Правата не искача. Зашто да не Ако има искача? љубов, Шо? нема ни да дојде до тоа да ти рече тебе Апсолутно. нема да одиш, значи нема Ќе ти никаква ја Како логика. да не? Да. Пушката Ако ќе ти ја врската дојде до соприем. тоа, некој да ти кажува што треба да правиш, каде да Тоа одиш, е со од што инат. се да се Од занимаваш, инат, ти подобро каже да се нема сега да прекине. правиш тоа, више Баш така. станува проблем. Гледаш како А се за промена, да се вратиме на главното главната прашање, промена? мислам дека окей е да се прават промени, например сега да биде да се вратам пак на мојот за возење мотори. Немој да возиш ти брзо, вака, така, он дека иде смени го барем моторот да ти е вако. Ама таа што Ај, те тоа го сака, те разбирам. мисли да ни ти се случи нешто лошо. Така. За тоа Дека те би сака. пристапил на некаква промена, Ама да. може да ти иде некоја мечка исто така не. Сега може многу работа. Сања да заклучи и ќе идеме на Да, реклами. ајде. Сања, значи во однос, прво многу ме интересира овој момент, значи хобито е најбитното
на свет за мажите, ние жените треба да сватиме. 50-50 сме. Ја Ама и викам, обратно, и вие исто 50-50. хоби да имаш ти са некој ти го сабра, викам- не е нормално. Па некако денес се подразбира дека семејната динамика е тука да и го земе хобито на жената, а да остане хобито на мажот, што... Не рековме такво нешто. Е, Барем шо Не, е, не, бе? јас викам Ние двајца. Статистиката така вика. Аха. Да, Ние не сме таа. Во праксата се покажало дека. А кого за статистика, кого интервјуираат, кого прават? Еве. Например, може да нас да ни се јават некојаш да се поправи статистиката. Да не праша никој. Сања ја има статистиката и има информација од праксата што покажа. Значи во реалниот живот. не, ама во право се на секој човек, па така и на секој маж му е потребно слободно време, време за него. Потребно му е да се тргне од домашните обврски, од обврските на работа, меѓутоа во еден здрав однос, поготово семејна динамика, нема категорично да и категорично не. Нема јас сум таков, секоја сабота одам на лов. Нема, значи условите кога ќе дозволат, кога ќе бидат сите во семејството задоволни. Согласни со твоето Така, одење да. на лов. Не рековме ние дека Тогаш е. детето ти е болно и ти ќе одиш да лофта, не се Подпис подразбира. печат од 3 членови овако. Консензус Извод на не цела. постар од 6 месеци, па може да Да се види. ќе се договориме, ајде. За све има договор. Добро, и во однос на промената, значи дали навистина мажот се менува исклучително кога ќе дојде правата или може со тек на време да промениме некого? Може да се промени само ако промената доаѓа од него. Ако промената се иницира со наредби, закони и забрани, не. Тогаш не доаѓа никогаш до промена. Значи джабе го условиш Така дека ќе е, те да. оставам или Да. така. Тоа не доведува. Тоа дополнително може до поголем отпор да доведе и до поголемо завземање на став од страна на мажот. Така да тоа никогаш не допринесува до промена. Мислам, до промена на добро. Тоа, ова е одличен вовед во она уште едно нешто кое што го имам како некоја констатација, вика не поднесуваме ултиматум и не ни ставајте ултиматуми и услови, ама тоа после реклами. Може? Размислувајте, одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Значи, пред рекламите реков дека мажите сремите се, дека мажите не сакаат ултиматуми и услови. Дали навистина е тоа така? Значи, ако поставиме ни ултиматум и услов, дека они автоматски се повлекуваат или менуваат мислење. Многу зависи ја вака Ти според мене. што? Ти Ја сакаш прв да ти почнав. Не, чим имам ултиматум и услов, мене уште повака ме тера нешто внатре да се контрам по еј. Да, не може се. Аха. Не, ма сега за инат не го правам. Добро. Признавам прво да го признаеме вака од прва. Па така де, толку добро. Ти Војче, кога ќе ти Исто, каже ја не некој? функционирам на ултиматум. Тоа ми е најголем проблем, бидејќи функционирам во група маестро толку години со 6 членови нонстоп. И секој се разбираме без ултиматум. Секој што има ултиматум било поголем проблемот и се проширило уште поголем, така и дома во заедница во брак, па и со татко ми со мајка ми. Само со разбирање некако ултиматум поише ти ствара. Добро, ние жените знаеме да нервоз. манипулираме со една ситуација. Ако не си ваков, ако си онаков, па нема, спалната ќе биде заклучена, па знаеш како. На лов една недела, па ја види. Добро, тоа си знаете, ама верувам дека така не функционира. Не Кога ќе функционира. кога ќе постави жената Не, ултиматум. зависи до каде работава дојде на сега, ако има некако таков ултиматум, може компромис да се направи. Вака, реално, Во искрено. спална само може да се смири ултиматумот да го снема. Без клуч. Така? Пас. Шо да знам. Не, којаш има многу си аутно негде кај работа. Има ситуации сега. Ката не. Има секакви, може на почетокот малку. Да. Добро. Значи, знаеме ние жените да поставуваме ултиматуми и да Ја бидеме мислам баш дека онак- зборот ултиматум би го заменила со зборот граници. И тоа не само за мажи, И се тоа и допаѓа. жената треба да има некои граници, ама и мажот секако треба да се знае што е дозволено и што не е дозволено и да се почитуваат еден со друг. Тоа треба да е взаемно. Мислам дека ако ние жените само поставуваме ултиматуми и Ама сме склони кон тоа услови, знаеш, ако ова ќе биде ова, ако не направиш ова, Тоа е сме закана. така. ако добро, дојде до јас- ултиматуми, Беше значи закана. не е Па и добра закана, и ситуација, и тоа ултиматум, и веќе не е услов. здрава врска. Мислам дека ултиматумот е веќе крајна фаза.
пред раскинување или пред развод, така да Ти можеш најдобро да ни кажеш што. па имам искуство, да. Значи не функционирало со Не, ултиматум. ултиматумот е веќе крајна фаза, не е добро да Не, ултиматум. ако тргнеш кон тоа да му поставуваш ултиматум, а он не ги сака, нели? Тоа значи дека Не, џабе окей е да ставаш. се има, окей е да се има некоја Граница. насока. И мажите им треба некојаш насока, затоа што ако може да прават се што сакаат, мажите прават. Такви се по природа. Значи, те слушнали? Значи, ако можете све да правите што сакате, значи ние мораме да ве ооквириме некако, да ви даеме правец. Тоа ли сакаш да кажеш? Па добра жена ќе ти даде добра насока, ако е добра. Ако имаш лоша жена, на лошо ќе те Гледаш ли? усмери. Слушнали? Нешто дебатиравме она за Спори конјени. малце. Кај коњите заглавиме. Што рековте да слушнам? Да. Добра жена ти става од овие шаренкиве вакви што се вака. Аха. А лоша црни да не знаеш кај си да се губиш. Не, лошата вака ти пречкра се. Гледаш ли кој? Таа е разликата, да. Да. Значи добро, сепак жената, добрата жена дава добар правец. Добар ултиматум, а? Добар Добри правец. насоки. Се замисли, се Замисли замисли. се, каде е оквирен дом. Добар ултиматум. Се му изнакажаме неженец сега го фати Да. паника. Кој ја? Нема ни да сака да се жени. Кој? Не жене, ја. Неженец кој си ги вратиш сега прашање до дома, чекај, шо? Не, бе, како шо ќе си? беше, шо беше? Лов, чекај, не одам више. Све што си запишеш. Сакаш да кажеш дека пресудна ќе ми биде емисија. Не, замисли за 2 години 3 стапува во брак и ја гледам и си вика што сум зборил глупости. Или па тоа ќе може биде да му се телефонот случи. ќе му звонат дека го кажа. За одмори. Јас сум за братче, Бали. која каза. Да, добро. Сања, значи не поднесуваат мажите ултиматуми, услови или некакви закани. Па да, као што и сите кажа, ако дојде до ултиматум, веќе се пробиени границите. Добро. Така да тука е тешко да се работи или да се очекува некоја позитивна промена. Значи, конфликт, закани не водат кон решавање на проблем. Само комуникација и отворен разговор. Така, ти рече Томски си и нает и тогаш џабе. Да. Значи уште Тука повеќе му Нема иде тоа. мода. Нема просто. Нема више простор. Значи све на со муаметче да решавам. Чиста работа. Ајде, идам сега на или, скокотливи се прашањата, значи што би направиле? И пак се во таа сфера. Не почнувам со тебе, Томски, и со Војче. Значи вака, го сретнуваш бившиот на сопругата. Сега, тој ја гушка, разговараат, таа не те представува. Значи, што правиш ти? Сам си се представуваш, се тргаш на страна и чекаш или ја прекинуваш и реагираш веднаш. Што правиш? Нема да се поздрави. У старт нема да се поздрави. А она нема да те поздрави. Освен Тоа е ако- ултиматум. Освен ако ја не го знам. Не, тоа е за мене другаче, не е ултиматум, тоа е почитување. Ама он доаѓа, кај си, ваму, а ти знаеш Нема дека е просто бивши и така те Ако оставате. знам нема, да, ако знам нема сигурно да се поздрави, ако не знам сигурно се изгушкаме. А зошто Кој да не јас се сум- поздрави? Ако си останале може би Нема во... потреба, зашто да се поздрави? Нема никаква потреба. Какано тоа, не Зошто те не се поздравува. поздрави? Остај, па не те А поздравува. еве, зошто пример не во се случај поздравам? со Од бившиот, поштовање. пример, јас мојот бивши сопруг, со кој што јас имам комуникација постојано, и друго е ти не можеш сопруг. да не се поздравиш. Друго е сопруг више, ти имаш пак деца, Да. имаш се, мораш да бидеш во контакт со А зашто да е поразлично и дечко? Па Скоро со се него, различно. него па ништо нема, па зашто да не каже ни нема здраво? А која е потребата? Па нема Ако- ништо поготово ако страшно и да сум се каже јака. здраво. Нема потреба, тука заклучуваме одмah. Така? Нема потреба. Нема потреба. Во ова семејство нема потреба, добро. Томски, тебе те прашува девојката што сме ние после неколку средби. Што правиш ти и даваш јасен одговор? Избегнуваш одговор или се дистанцираш од личноста? Значи, после Уште еднаш Четврта. прашањето. Што ти кажа после неколку средби девојка вика на што сме ние? Да, бе, да, Сака да го знае статусот. Сака да го знае статусот, 4 пати сте излегле, петиот више, она вика и сега Томски ние што сме? И ти даваш јасен одговор, избегнуваш одговор или си се дистанцираш од личноста или популарно наречено ghosting. Ама зависи, сега ако сме се виделе 4 пати, значи има нешто. На Она ти вика и сега Томски ние што сме? Што сме ќе одлучиме? Чекај, еве гледаме прв колку 4 дена, што можеш за 4 дена да бидеш? Она На сака што да можеш да знае. бидеш?
пак тебе ќе ја договараме работа, никој договор нема, не се склучил ова, како се вика договор за 4 дена, тоа треба преговори па едно Значи, па друго. тоа е муабетот дека избегнуваш одговор. Не избегнувам. Па ова е избегнување, јаваш јасен и конкретен, избегнуваш одговор или се Се дистанцираш? гледаме. Оставаш на Јасен неизвестно. одговор. Ама па се гледаме. Се гледаме. Што сме ние? Томски. Како се викаше да се... Кој? На почеток кој не се уврска. Се муваме. Добро, ме. Па се гледаме за 4 дена, што може да биде? Па она сака да знае. Добро. Не, давам јасен одговор. Дека уште не знаеме на што сме. 4 дена е многу кратко, што за 4 дена Па да ти направиме? знаеш дека после Ај, уврска да сме. вториот ден жената планира, девојката планира венчаница. Си гледа како ќе стои твоето презиме на Платила на нејзиното. орба. Кај ги наоѓате овие живи Господ, ви се молам. Кај има вакви жени? Кај има вакви жени? Ај да прави реален Јават, муабет. како беше, да? С.Т. Томислав на Инстаграм. Ја вете му се да ви каже он што Да. правиме после 4 дена. Ја не Сега сум ќе ги има. сретнал. Не си сретнал. И никоја не те прашала што сме ние томски? Не бе, си правиме муабет. Други теми. Почна да За ги лов. крчи прстите. Да. Абе, ја за 4 дена не можеш да дознаеш човек ни за 100 години. Што се вика, ама 4 Кажи му- дена е многу брзо. Кажи му Војче дека вистинската жена се препознава одма. И знаеш дека ќе се земеш со неа. Ја знаев. И тоа не е прв случај кога маж тоа го изговори. Значи дека вистинска Ако ти старт не знаеш. те прожива за пушки, за мотори, ништо, бе, не би Да. да работа. Одма ништо, барем после не 4 глуми- дена, што сме ние, јас сум на лов за тебе, не знам. Ако барем не глуми дека ја интересира лов и мотори. Одма треба да тоа- почне, види каква е оваа пушка, што како? Не знам, не сум сретнал, еве. Не си сретна. Да, Ако да, млад си да. имаш време, да, добро. Да. Ама те прашуваат што сме. Абе, да, ама... Може, еве, да помине неколку... Кај го најдовте бројката 4 дена? Ај, 6 нека бидат. За 6 имаме Ќе одговор. разрешиш ти све за 6 Да. дена, ти ќе одлучи дај му уште 2 дена да ти кажам. Чекај, ако се гледаме 6 дена ден за ден, значи ние стварно нешто правиме. Тогаш имаш одговор. Ако се Ако гледаш се- ти 4 пати у рок од месец дена, не знам, 6 дена узастопно. Мојот многу Така, близок чекај, пријател, чекај. мој многу близок Е, пријател се ожени ако за вака го месец. игнорираш Седем одговорот од месеца, ама ја девојката, знае, се срекни си се сега. јас се не твојот одговор сега. Како? Ако вака го игнорира одговорот од девојка како од нас сега ова, Нели? јас Нели? Значи више ти раскинала. 6 дена Да. узастопно. Ако се гледате вторник и среда, четврток и петок правите пауза, па сабота и недела се гледате, па и ќе биде поинаков одговорот. Па не, ама ако... Веќе поразлично. Многу, да. многу вакво, не знам. скип. Не, Комплицирано. Те учиме томски како треба. Добро, да, идеме. осетив. Одиме понатаму, значи во однос на колку се дотеруваме, колку се разубавуваме ние жените, понекогаш мажите имаат проблем, па викаат дека претерувам. Калтрина кај тебе, тој ти вели, значи претера, убава си баш каква што си. Значи не ти треба ништо плюс. А ти не си задоволна. Значи во тој случај што мислиш за него? Дека те теши? Дека не сака да те гледаат други вака убава или не сака да се замара? Ако ми каже како, Да, ако ти каже супер си вака како што си, па први А ти не си задоволна, да физичкиот речем. изглед не би можел никој ништо да ми каже. Мислам, кога зборуваме кај партнер. Партнер ако те запознал таква, знае каква си била и во минатото и како изгледаш и во иднина така ќе изгледаш. Така да ако некој се труди тебе од старт да ти го менува првин физичкиот изглед, он ќе се труди и твојот карактер понатаму да го менува и целиот твој живот да го менува, така да апсолутно не ни може тоа прашање ни доаѓа ни под разно, значи тоа. Така да не би можела ни да ти одговорам на ова. нема ни да се доведе, нема ни да се доведе нема шанси ни првин некој до толку да навлегува, да ти го менува, дали ти вака се облекуваш или дали вака искачаш или сум разголена или сум не. Не, а ти не си задоволна од тоа како изгледаш и би сакала да направиш никаква промена, да речеме, естетска нека биде. Меѓутоа он ти вика супер си вака како што изгледаш. Значи зашто би го правел тоа за да те го прашала утеши? мажот за тоа ја. Па оти си со него. Ќе идам докторот ќе го прашам. Мислам, не ми е јасно прашањето. Добро, окей, погрешно ми. Вие некој не ви коментирале така на девојката? Зашо? Супер си вака? Да.
Не бе, ако мислиш дека ќе си пубава така, биди пубава, ако си за тебе пубава и за мене си. Да. И браво. Уште еден саат ќе остане у емисија. Да видите како. Таму ќе седи кај Калтрина, они ќе Само пак ќе биде битно дали се 4 дена ден за ден или 4 дена у месец дена. Еднаш неделно. Тоа има многу голем улог. Сања, значи тој ти вели за нешто што тебе ти е многу важно, ти вика, ај, не е толку важно. Што мислиш ти? Значи, како го доживуваш? Те омаловажува? Си има човекот поинакви приоритети или не те разбира? Ние жените знаеме тоа, нас ни е многу важно тоа, тоа ни е проблем. И он вика, тоа не е толку важно, што се секираш. Значи, како го доживуваш? Го доживувам дека не ме разбира и работам на тоа да ме разбира. И се продолжувам да се изборам? Да. Да знаете, затоа збориме ние. И евентуално ќе каже добро. Добро, те разбирам. Не, тоа добро иде многу побрзо, не евентуално. Не такво добро. Добро со разбирање. Мене ми рече да сопругата, Дорбе, извини се. Извини. Не го кажеш убаво однапред. Повтори пак. Уште се смеам на тоа, вика, не го кажеш однатре не ти иде. Кажи извини, и викам извини. Јас ќе ви дадам подароци сега, а на крајот последното мое прашање дали навистина за многу работи на вас мажите вие седно и тоа буквално го мислите. Ајде, давам подароци. Лоренти, значи тука имаме женска козметика. Добро е. Ќе си провери се што има. Повели. Кенди, витамини, минерали и се патува многу, имаме пробиотик. Повели. Ладрија за жените, имаме хрватската козметика, значи овде што ви даваат еден меден мист, па да. И овде имате колаген Lux and Spa, значи за нежни бланки и нежни стопала, да отидеш Сања, да си се одмориш сега, да се изнауживаш. Си вие мажите ги имате нежни бланки, нежни стопала да си имате. Да, многу ни е битно да знаете. Вино не иде. Како не иде? И козметика и вино има. Винцето оди заедно со Осоговски млечни производи, значи за Харчев винарија. Овде имате една темјаника, прекрасна македонска сорта, да. Едвај чекаме да завршам да го пробам кашкавалчево, да. Осоговски млечни производи, кашкавалче и сиренце, значи и путерче. И тука имаме и вакво за запишување на рецепти, да знаете. Све сум ве обезбедила. Флорадикс, значи многу се важни. Овде имаме за добро варење, артичока. Значи подобро ќе ти се вари храната, нема да се дуе стомакот и ќе ослабиш. Стаман. Ќе те сакаат поише жените. Ама не ли кажавме не би битен И после што, не? Не би битен изгледот толку битна била душата. Битно е душата не ти е надувена. Не се вади на мојот одговор. Добро, уживав во разговорот, ви благодарам многу. На крајот само да заклучиме, дали стварно за многу работи ви е сеедно и ние така треба да го сватиме тоа, жените, дека стварно ви е сеедно, тип да купам зелени завеси или да купам црвени, на вас ви е сеедно. Точно. Јас можам да кажам дека кога е нешто стварно битно, да, ќе се фокусираме и ќе одлучиме, али за тие такви работи ми е сеедно. Сеедно, добро. Тоа ви сеедно ли ти? За завеси? Буквалиста, ама добро. Дали мажите буквално ги сваќаат сите прашања кои што ги поставуваат жените? Па у глобала, да. Да. У глобала, да. Ја барем така мислам, у глобала. Буквалисти. И сега, ако станува збор за завеси, ако одбереме нешто, зашто ни е сеедно? Ако ги одбереме овие црвениве завеси, што се, кажам, не тие црвени. После цело време, ја можеби не сум имал таков пример, но вака како маж, како размислува, после цело време ќе биде, гледаш, сега саксије ми се ова, не одговара со оваа боја. Зашто те послушав да ги земем, утрошок ќе бидеш поеќе. Затоа ти треба да ти се. Момче уште на седно, на ова момче све е седно. Гледаш како вако? Седно. И толку така се одговара. Ја вака гледам од другари, од блиски. Не се мешам. Добро. Калтрина? Дали мислиш на мажите дека им е сеедно за многу работи? И така треба да ги прифатиме. На вистински прав, зрел маж, не му е сеедно. И за завеси. Не, види, ние жениве сакаме стварно да дискутираме за многу работи, а мажите пошто се проблем solvers или да кажам сакаат да ги решаваат проблемите и што и да им спомнеш за било што да кажеш да разговараме, они одма тука се мислат дека проблем има и нешто треба да се реши. Да. Така да мислат дека секогаш ние жените нешто имаме, некоја драма. Да. Меѓутоа они тоа го гледаат на друг начин затоа што сакаат да помогнат и да решат некој проблем, а ние пошто сакаме за се што да дискутираме, за нив тоа се изгледа дека некој проблем имаме.
Така да мислам дека тоа е одговорот. Добро. Сања, на крајот, значи ќе зборуваме за седното или на крајот да заклучиш што е она најбитното што ние жените треба да го сватиме за да не биде полесно уживот во однос со мажите. Значи, што очекуваат ние да сватиме, а ние никако да сватиме. Снеже многу комплицирано. И за нас Треба да жените, продолжиме уште еден Они сат сакаат да емисијата. сватиме дека на нив им треба мир. Хоби. А тој мир подразбира хоби, слободно време, разбирање, да не ги прашуваме за завесите. Што уште? Не, може, а и тоа ми значи, ќе кажам која ти сакаш. значи ви треба мир. Да. Да живеат слободно и задоволно. Така е. Да не нагласувам кај има мир. Не. Добро. Добри сте. Значи така ќе заклучиме и дали стварно име се едно за многу работи. За многу работи, да, стварно име се едно. И така треба да баш ги као што прифатиме. каже Калтрина, проблем решаваме проблем. Палат завеси, повели завеси, Битно да ни е- купиме завеси. Битно ни е да се жените срекни. Ако е срекна, мене седно ми е дали ќе биде или Баш таа така. или таа завеса. Ако те прави срекна да е зелената завеса, таа нека биде. Браво, ова. Да, баш добро. така. Значи, Значи, вие, делува сеанса. значи вие баш и така, браво. ние среќни. Све окей? Договорен. Договорено, Се вие едно. во мир. Нека е се едно. Фала ви многу за гостувањето. Фала. А вие по дома, ако се искаравте, значи дека нашиот разговор бил успешен. Се гледаме следната недела. Поздрав!